На текстилството му се заканува крах, а на над 30.000 вработени отказ. Работа има уште многу малку, а некои погони еден по еден веќе се затвораат. Работа има 2, максимум до 3 недели. Значи до кај средината на април и тогаш веќе понатаму тие ќе немаат работа, ќе мора да ги затворат компаниите. На долг рок, значи април, мај, јуни, тоа се 3 месеца кај што најверојатно сите конфекции ќе останат без работа, затоа што ситуацијата така брзо не може да се среди. И да падне грипот кај нас и вирусот, да речеме до крајот на мај, но не може да се залауфа, да отпочне нов процес, нови налози, најмалку 3 месеци. Македонските текстилни фабрики главно се ориентирани кон лом производство, а најмногу работат со Германија. Таму голем дел од продавниците за облека се затворени, па не само што нема нови нарачки, туку и постојните се стопирани. Неизвестноста е уште поголема ако се знае дека најави до кога ќе трае кризата со нарачките од странските партнери нема. Сите се заложници на коронавирусот, чиј интензитет и времетраење не може да се предвиди. Поради ова, текстилниот сектор бара итни и конкретни мерки од државата за спас на индустријата, но и работниците. За нас е најважно како да се задржат работниците во работен однос. Владата мора да помогне за да не се напуштат луѓето, да не се дадат откази во период кога фирмите немаат работа. Значи наједноставно, најлесно решение и најмалку ќе кошта ако барем се плати минимална плата на сите луѓе што ќе седат дома, а ќе земат минимална плата, отколку да останат на заводите за вработување и кај што државата ќе треба да ја дава одредена социјална помош. Состојбата со текстилството најсилно ќе удри во источниот регион, особено во Штип, каде доминантна гранка е текстилството. Ако нешто подитно не се направи, тоа ќе значи нова армија од најмалку 8.000 невработени лица. Ако на ова се додадат и кожарите, каде состојбата е исто така катастрофална, оваа бројка ќе биде поголема за најмалку 2.000.